Зошто Зоран Милевски Кичеец е попривилегиран да го користи поповолното од судот и обвинителството? Дали за одлуката да му се укине мерката куќен притвор пресудни биле моќите на парите или моќите на политиката? На јавноста е оставено да предпоставува, бидејќи ниту судот, ниту обвинителството ќе објаснат зошто донеле таква одлука, односно на Кичеец му ја прифатија гаранцијата во имот од 200.000 евра и тој одлуката на апелација за намалување на затворската казна од 3 години поради вмешаност во случајот рекет ја чека без мерки на предпазливост. Во секој случај, правната фела во ваквата одлука, каде за некои обвинети важи, а за некои не важи гаранција, препознава двоен аршин на судот и обвинителството, вели адвокатот на Боки 13, кој е прво обвинет во рекет. Тука имате и позитивно мислење за барањето за укинување на притвор, додека за нашите барања, дали биле тие доставени на рочиште за главна расправа или со поднесок, секогаш многу жустро, многу категорично јавниот обвинител се противеше за било какво укинување на притвор. Притоа се работи за исти действија, се работи за сообвинети, се работи за исто кривично дело. Тоа е неразбирливо за човек кој што не е правник, а не за човек кој што практицира право секојдневно. Што се сака со тоа да се постигне, веројатно обвинителството и судот најдобро знаат, но потребат, повторувам, не смее да има дискриминација во ниеден дел на постапката. Обвинителството не утврди потекло на имот на Милевски Кичеец, што за експертите од областа на криминалистиката само по себе е спорно. Доколку тоа се утврдело, можеби обвинителството воопшто немало да прифати спогодување со Милевски и тој по секоја цена ќе останал второ обвинет во случајот рекет. Дополнително, иако случајот е на крајот од доказна постапка, обвинителството уште не утврдило каде е торбата со пари која од домот на Камчев ја изнесе токму Кичеец, на кого ја предал и кој со колку пари се офајдил од спакуваните 1,5 милион евра, нема одговор.